Улицата Стево Теодосиевски, поранешна Лелинова, останува тесно грло и опасност за пешаците и останатите учесници во сообраќајот. Иако е една од најфреквентните и представува излез од градот, условите што ги има на половина од неа се под основните критериуми за нормално движење на возила и пешаци. Без тротоари и со само една коловозна лента, со надвиснати стари објекти и слаба прегледност, вистинска среќа е што досега овде не се случил поголем сообраќајен инцидент. Во непосредна близина се две училишта, а освен ученици, голем проток на пешаци има во текот на цел ден. Поради тоа, повеќе пати граѓаните усно реагирале со барање да се преземат мерки за подобрување на безбедноста. А на последната седница на Советот на општината имаше и конкретен пример какви опасности се кријат на последните 100 метри од улицата. Еве ќе ви покажам две фотографии од куќата на улица Ленинова, за која што зборам дека у скоро време ќе има тука нешто несакана случка. Гледате ги кермидите висат точно над улицата. Улицата е со една лента, значи станува збор кај автопералните дека шосе. Значи со една лента е стеснена улицата, нема тротоар ни од една ни од друга страна. Луѓето мора да се движат точно покрај зидот на оваа куќа, на која што веќе висат кермидите. Тука гледате се роне, имавме паѓање на Малтер пред неколку дена, така да мислам дека за наредното зима оваа куќа нема да преживее. Од општината велат дека знаат за состојбата на улицата Стево Теодосиевски, но досега не се преземени поголеми градежни зафати за незино проширување, бидејќи се работи за приватен имот, а за што се потребни поголеми финансиски средства. Сепак во рамки на законските можности неколку пати досега била правена контрола од страна на комунален инспектор, со цел да се подобри безбедноста на улицата. Пак ќе го пратиме инспекторот да постапи согласно законските надлежности. Мислам дека веќе има постапува, не има задолжение за собственикот, меѓутоа во колку не преземе, тогаш на негова сметка ќе преземеме ние отстранување на тие предмети што се склонни на паѓање или целата куќа. Ќе видиме. Од локалната самоуправа потсетуваат дека во изминатиот период биле преземани мерки за рушење на дел од куќите во централното градско подрачје, пред се на улицата Димитар Влахов, кои ја загрозувале безбедноста на пешаците. Според таквиот пример, ќе биле преземени мерки и за споменатите објекти на улицата Стево Теодосиевски, за која според планските документи пак е предвидено во иднина да биде проширена и соодветно сообраќајно решена.